Почитувани гледачи, добро вечер. К3 телевизија, вашиот водител домаќин во Серафимовски шоу, Боби Серафимовски. Посебно ми е драго што денеска среда, убав ден во кој што нели се случуваат убави работи, па ова наша прва емисија Серафимовски шоу, која е под покровителство на Едукативен музички центар Студио Серафимовски. А за вечерва ви ги најавам моите први гости, мои драги пријатели кои што се знаеме повеќе од 20 години и со кои што за моја среќа имав соработка со нив, значи соработувавме, одлични пријатели, одлични музичари, музички звезди не само Македонија, туку и пошироко. Кратко речено, Владко и Силви или Силви и Владко и Силви бенд. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ми е драго што вечера се гледаме, што сте наши гости во нашава телевизија. Ви посакувам добре дојде и мислам дека со Кумановци имате добро искуство и со Кумановци имаме супер искуство. Добро ве најдовме. Так. И многу ни е драго што вака ќе ти улетаме во прва емисија. Посебно ми е задоволство. Да, од и наша поддршка, бидејќи вреди што го заслужуваш ти тоа и Токму така, но и посакуваме веднаш многу долго, многу часови во етерот. Благодарам. И успешни емисии секако. Ја имав таа чест и задоволство да те познам уште од времето на вашите студентски денови, кога јас бев матурант, бидејќи сум малку помлад од вас. така. И морам да кажам на нашите гледачи дека од секогаш оставате посебен впечаток и бевте посебни во однос на другите. Со своето однесување, со својот имидж, со својата култура и со своето музичко изразување. Тогаш се јави вашата прва љубов, нели, меѓу вас, кога Секако. се љубивте еден во друг, мислам. Ајде да почнеме малку да се вратиме наназад во тоа време. Како почнавте, како се случи тоа да музиката на некој начин ви биде она што ќе ви води во животот, ваша професија, споена заедно со вашата љубов? Интересно беше, нели, тоа време? Има тука што си кажува, меѓутоа, кратко. прво што го кажа, мене ми е многу драго што нашата љубов и нашата енергија значи успела да се внесе во помладите генерации, да им даде некој пример како треба љубовта према музиката да преде во права љубов и тоа да спонтано да се испреплете и да еден комплетен производ да направи. Ево и Силви тоа можеби поубаво може да го објасни. Па да, мада јас претпоставувам дека негде ни е зацртан некој си пат за кој што ми можеби ние не сме свесни на почетокот, но бидејќи сметам дека не постојат случајности и дека нема случајна коинциденција, така да универзумот не спои таму некаде на почетокот на нашето студирање и освен љубовта испадна убав музички спој. Така да еве тука сме. Морам да го кажам тоа, значи нормално треба физички да те привлекува некој. Меѓутоа кога ќе дојде спојот со квалитетна музика што ја слуша и што ја репродуцира и што ја излегува од душата, тоа е прав спој, мислам, нема тука. Тоа е добитна комбинација што се шири како енергија што допрела и до вас и до другите колеги. Така е. Што ми е посебно драго. Знам дека Владко Плевнеш заедно со Силви секогаш се, значи, многу одамна настапуваат на живи свирки. Секако, да. Владко, ти како музичар секогаш си во трен со техниката, со опремата. Да, и се сеќавам на времето кога работевме и снимавме кај вас во вашето станче на почетокот. Така. Ти користеше справи кои во тоа време ги користеше само Лазар Истовски, познатиот клавитурист од Белград. Па многу ми е драго овој што така го имаше една споредба кога ќе се кажеше Владко Плевнеше нешто што значи Лазар Истовски во Белград и во бивша Југославија, значи. Секако. На квалитет заедно со Силви. Да, дури има работи што Владко Плевнеш ги донесе на ниво на Југославија целата. И ме бара од Загреб, кога ги донесов тие емулатори и слично, јас Владко Плевнеш во Скопје, во Македонија. Се Златко Таноди, познатите бидејќи сум јас првиот и најголем патриот, нели, меѓу другото го спомнеме, што нема врска со муабетов, ама и ми е драго, као македонец на Балканот, првиот синтезајзер Владко Плевнеш од Македонија, од Охрид, Скопје, го донел, па и од Загреб ми се ова како ти успеа со американците, емулатор систем. Во тоа време, да. За тоа време беше баук, нели, немаше ни Лазо, немаше никој. Извини, само мало да не заборавам. Има сега овој мали ремонтчиња кои што ги викаат Плевнеш. Овој као гитара што се. Сакате Плевнешче? Сакаш да ти го правам Плевнешче? Плевнешче. Тоа е тој имидж што мене ми е посебно драго што успеав затоа што јас ги слушав исто така светските музичари како што е Чик Кореа, Херби Хенкок, кои до ден денес ги свират тие инструменти што јас ги имам, исто и ги свирам.
Така да тоа ми е посебно драго за музичката култура и едукација за македончињата наши, што навистина ми е посебно драго и кеф. Вие сте академски граѓани, академски музичари, Да. професионалци. Ајде се да едно прашање до тебе. Да направиме една споредба што значи снимање во студио, што значи жив настап. Има многу разлика, мада и едното има многу поголем шарм, бидејќи ја има опуштеноста, кога знаете дека не е стиснато копчето рекорд, сте поопуштени и постои една поголема слобода во интерпретација. Студиото како студио е многу посериозно, знаете дека снимката ќе остане за секогаш, знаете дека може и да се коригира и дека може да се направи стоп и да се повтори во ред, меѓутоа е многу поголема одговорноста. Јас им приступам и на едното и на другото со еднакво голема одговорност, поготово денес, како што е времето такво да секој може да ве насними вечерта кога настапувате и Време на утре тоа да се компјутери. појави на YouTube и социјалните тоа мрежи. да, на социјалните мрежи и така да тоа сега ни ствара една огромна одговорност на секој можен јавен настап, а и на тие што се приватни, пошто се случува да сте некаде во некој ресторан на прослава на некои пријатели, нормално ќе запееме, пошто знаат сите дека пееме и го бараат и очекуваат тоа од нас. Некој од соседна маса ве снима и вие немате појма, а сте биле и потоа расположени и го опуштени, да. постигат, Да, Така да, да. она што јас го сакам кај живите настапи е флуидот кој што струи константно помеѓу публиката и нас. Јас просто барам комплетно внимание на кај себе. Јас уживам кога ќе видам дека ме слуша, тогаш давам се од себе, тогаш вадам и тоа што Тука е интерпретацијата и не што сум ја ни свесна очекуваме, дека го знаеш. имам нели во себе. Кога ќе приметам дека навистина ме слушаат внимателно, тоа ми е најголем дар и аплаузот секако. Па тоа е уствари ние што сакаме да настапуваме во живо, тоа е да го убавината осетиме на- тој флуид со публиката и Посебни емоции се. посебната Размената емоција, на- размената на емоции, на позитивната На енергија. енергија. Да, па кои Да. ќе дојдат после изведена композиција да ви кажат, значи оваа песна, ова му значи на некој или ќе ви го раскажат некое свое искуство. Се Имаме запознале многу или се полюбиле искуства на или Ангели Меносат, свадбата например. или не знам Так, што, Парови значи кои што се запознале, да, бебиња многу што има се искуства со напнати со нашите таа. прекрасни композиции. моменти, нели? Да, Зашто што нас навистина тоа не држи и ни дава сатисфакција да правиме уште подобри песни. Така е. Тоа е уствари тоа што ни дава. Сакам да кажам на Мотив. нашите гледачи и сигурен сум дека ќе се сложат со моето мислење дека вие сте една група која што константно ја држи својата популарност од самиот почеток. Па секако многу вложуваме ние во нашата кариера. Вложуваме во музиката, во интерпретацијата, во Во самите аранжманите, себе. во самите себе и едноставно не можете да го лажете народот кога ќе види дека ти се внесен во таа интерпретација, во таа емоција, не може да не допре до него да допре. И он ти ја враќа и тоа е взаемно, значи на чувствата и на енергиите помеѓу себе. Така. Во секој случај прекрасно чувство, нели? Апсолутно. Тоа е нешто што нас не држи, што ни дава мотивација да правиме уште песни и убави текстови Само тоа, ние го аранжмани и избравме се. овој пат, ние живееме од музиката, живееме за музиката, едноставно музиката го обележи нашиот удес, нашиот животен пат, нас самите. Така да тоа сме ние. И мислам дека е тоа она што нас не бележи и не прави такви какви што сме. Нормално дека може многу повеќе и дека може и многу подобро, но во секогаш оквир може. на тоа што се случуваше до сега во нашите животи и во нашата земја, ние сме тука кај што сме и сме се уште многу среќни во професијата која што ја обавуваме. Мислам дека тоа најбитна работа, да го работите она што го сакате. И сакам да ве прашам нешто. На почетоците, нели, постоја многу малку медиуми на просториите на Македонија. Точно така. Македонска Се телевизија. знаеше, нели, македонска Да. телевизија беше Беше телевизија врв и единствена на и македонска телевизија, значи дека Да. веќе легуваш На голема врата. На портите на Тоа е- да станеш звезда, така? апсолутно. Дали апсолутно. со експанзија на медиумите воопшто во поновото време Да. се чувствува на некој начин бенефит во промоција на самите себе си или на некој начин се промовира се и се што, па може и потешко да Боби, предност правите е вредности на да медиумите. изпливат на површина. Да, предност е на медиумите што може да испромовираат се и се што. И тоа е добро.
затоа што така ќе се искласифицира што е добро, што е лошо. Него убаво го почнати муабетот. На времето постоеше само македонска телевизија. Вие не можевте да влезете во ходникот на македонска телевизија. А за во студио и промоција на песма тоа ви требаше многу квалитет, многу учење и многу слично. Ние од тоа време сме тојков, значи кога ни понуди на нас, не се пикавме ние во македонската телевизија, него тие нас не најдоа. Точно не Тие нас не најдоа и не Точно замолија така. дали би сакале да сме промотери на македонската телевизија, заштитно лице на македонската Конкретно телевизија. Димитар Масевски, Да. кој што беше уредник на забавна програма. Што Јас според извинувам мене се, прекинав сега. вредностите се многу различни. Експанзија на вашата популарност беше една Да. емисија во сабота. Оваа сабота. Да, оваа сабота, која да. што беше Тоа беше наградна најгледана. Така. Најгледана емисија. Македон бада заиграј. Така. Точно така, ние имавме таа среќа. Бевте страшно популарни во тоа, бевте Да. само со и Џафер се Да, придружи. после Точно, го точно. Да. Вика едно време, Боже, фрижидер да отвориме, внатре ќе ве најдевме, па стварно веќе претераа со вас. Да, со Бидејќи навистина промоции. бевме многу присутни во медиумите. И тоа беше извонреден почеток, бидејќи како катапулт ни изфрли од анонимноста. А се случи по еден многу природен пат. Владко и јас, баш како што кажа, учевме. Па учевме Чи го музика, не е тоа преку ноќ. увежбувавме занаетот, музичкиот занает. Да. Што друго е да се изучат нотите и класиката и сето тоа, друго е тоа се да се примени на терен, да На се сцена. на Да, сцена, а друго е да се само снимаш песма и одма те вежбува. прават звезда, не може тоа така. Сцената си го прави Значи своето. мора да Токму така. учиш, мора да И, се после тоа Патот наше е. настапување, кога се расчу дека има тамо некој бенд кој што одлично свири и господинот Димитар Масевски тогаш тоа беше непосредно пред Југовизија, тогаш бевме се уште Југославија и Димитар Масевски имаше композиција која што ја представуваше Македонија на тој предизбор за Така. Евровизија, Југовизија, така Се наречена. сеќавам, да. И му требаа пратечки вокали, пошто слушна за нас од другите колеги, дојдоа директно на местото каде што Владко и јас настапувавме, да ми понудат да настапам со Маргарита Христова, која што ја исполнуваше Како неговата пратечки композиција, вокал? како пратечки Така, вокал. така. И кога го снимавме вокалот во подоцна во радиото, јас останав малку опашка, мојот глас остана опашка и се размислуваа, беше убаво, а подолго од лид вокалот. да. Така. Требаше да залепи. Дали така? Да, сега- да залепи, да. Дали да го сечат убаво И сега е или да не го Масевски сечат, вика, кој, ама девојче, што е, што се случува не, со него ова како, не ми го знае интерпретација? името сега, значи доаѓа тамо, јас сум анонимна, нели, комплетно, не ме водат во студио и Владко вика, па мојата девојка. И Масевски тогаш, додека бевме во Сараево на тој предизбор за Евровизија, прави композиција Летна гула Летна бел. гула бел, една прекрасна која што- космополитска Да, балада. тоа е наша прва Преубава. композиција која што ја Слушал снимивме. преубавата. И пошто не знае- Летна гула бел Да, да, одлична откри. стvar. И пошто не знае за Преубава. кого е, пишува за Пишува за девојката на девојката на Плевнеш. Плевнеш. Така И се направи. уште ги чувам нотите, Нема да. Силви бенд, нема Да, да, да. Димитар претходно Масевски дуо е Плевнеш и иначе слично. да, единствен композиторот кој што јас сите композиции што ги испеавме од него ги добивав на ноти уредно запишани со текст од оздола, онака Само јас си правам крајно аранжман на тоа, професионално. али професионално Голем Крајно напишано. професионално. На ноти, на Додека све. сите други стига како Демо. демо снимки. И sad ти Мила треба да прилика направиш кажа, песна од да слушам тоа. демо снимки. Да, Знаеш, да, си Од имал некои композитори, да. Да, но- да Не не сакам ги да не Не е важно, да. Баш ми е И, драго овај, што се сеќаваш. Се сеќавам, баш. Да. И тогаш Димитар Масевски ни понуди да ја пееме шпицата во емисијата оваа сабота. И Јас- И така се случи отиде. тоа, бум. Јас мислам дека по овој разговор можеме да слушнеме една видиме на ваша номера, а пред тоа да кажеме дека генерален спонзор на оваа наша емисија Серафимовски шоу е музичко-едукативен центар Серафимовски, студио Серафимовски, кој што се уште врши упис на нови членови кои што сакаат да се занимаваат со музика, нели? Ау, браво, тоа е многу Одлично. Тоа е добро. ново Браво, музичко училиште. браво. А ние одиме сега со една ваша номера, мала кратка пауза, Да. а потоа почитувани гледачи продолжуваме. Еве да со кажам дека нашите- македонската нашите гости. телевизија во соработка со Министерството за култура имат една многу добра програма која што никогаш сме ја немале ние уметниците, а тоа е значи субвенционирани композиции Так. за истакнати уметници и Јас би сакал Поразни да Со Секако. разни по категории, да. музичката номера да Секако. разговараме на оваа тема. ајде може Ако се нека служувате. пуштат едно од тие две. Сакаат нашите гледачи да слушаат Може. Еве, да го ова нешто ваше композиција музика. конкретно е една Ајде. од Одлично. Ајде, субвенционирани. може, слободно. Реđe, Субвенционирани. Благодарам.
Umjesto drugi biješ ljubaven boj, ja сега taguvam, po tebe kopneam. Ma daj, odi si, drugi ti, sakaj si, a jaz ke te prebolam. Što da pravam so tebe, ti veke ne si za mene, si te flertuvaš i ti ne se popravaš. Ne sam veke sama da znaš, ti nemaš ništa da mi dadeš. Ma daj, odi si, drugi ti, sakaj si, a jaz ke te prebolam. Pokraj mene сега etoj, me saka samo moj. Duša mi milova, se ta ljubov mi je podarova. Pokraj mene сега etoj, me saka samo moj. Duša mi milova, se ta ljubov mi je podarova. Pokraj mene сега etoj, me saka samo moj. Duša mi milova, se ta ljubov mi je podarova. Навистина, убава композиција, мене лично многу ми се допадна. Летна шема, фино, онака, релаксирано, со хармониче, со хубав глас, убав аранжман. Ватко, стимено во твоето студио? Да. Во вашето, односно? Да, во нашето Во вашето студио. студио. Така е. Една убава летна тема, како што кажав Силва пред продукција. малку. Да, Браво. имавме навистина со оваа поддршка од владата. Тоа сака. Значи, Значи, мораме да навистина, приметиме дека во последно време Да. ние музичарите, уметниците имаме наистина голема поддршка од Министерството значи за ти култура и дава она што се услов случува. да се осетиш како прав уметник, нели? Така. Да направиш композиција која ќе биде испоштувана. Може да ја сите нишани, направиш така? со сите нишани, да. И е одлична, наистина одлична мотивација. Бидејќи Да. сме имале искуство, ние сме веќе многу долго на ова На македонско естрадата, нели? на естрадата, нели, присутни. Многу композиции кои што се наоѓаат на албумот ќе неколку од нив ќе бидат забележени, останати и остануваат некаде по фонотеките на радијата и на телевизиите. И никогаш не го Да. Виделе сме. доживуваат светлото На на денот, денот, така. нели? А вака композициите кои што се субвенционирани ќе имаат вистински третман, не само со тоа што ни помагаат да ги реализираме нашите замисли, туку и потоа, значи ќе бидат ние имаме обврска да ги промовирате, промовираме, да како што ги треба. заокружиме, да ги комплетираме со Ти видео возможно снимка, едноставно со да го све. направиш тоа за што си учил и што сакаш, да го направиш максимално квалитетно како што и да знаеш. бидеш реласиран додека го работиш. Апсолутно. Но што е најбитно, Без да бидејќи- видиш дали тоа ќе биде покриено од Бидејќи финансиски и апсолутно, да. подржано од сите Многу страни. Точно пати имаме во тој идеи, но не смисол, да. можеме да ги реализираме. А вака, е навистина, во секој многу случај. полесно и јас сум навистина многу среќна и задоволна. Колку заради тоа. композиции реализирате? До сега две реализиравме, а веќе сме и во следниот конкурс примени во Звезди, уште две, веќе ги снимаме, во фаза сме на снимање. Одлично. Така да тоа е навистина еден Баш ми е добар, драго. добар што- пат
се случуваат убави конквалитетната работи музика. кога Да, веќе правиме мобет за нови композиции, Апсолутно, ние мораме како поддршка и македонци тоа. се промовираме понатака, нели? новите песни се од кој тип? Мислам исто овака со Тоа се уште или рефрени или нешто конкретно Ова некоја тема следната која што ќе ја слушнете е композиција која што промовира нашата нашата земја. држава Македонија е една прекрасна тема Една со сите наши елегична тема убавини. за многу специфична, јас многу ја сакам, многу сум горда на тој текст што го напишав, композицијата е на Владко. Се работи за огромна љубов на сите наши луѓе кои што се во дијаспората, кои што Да, нека вечно обрнем ја носат внимание. својата земја во своето своето срце, срце. ја сакаат Тагуваат и за Македонија, тагуваат за жал не се тука Македонија. и Македонија. за- Да, али може да се најдат бидејќи толку е убаво се со незините зборови, имало пишано и со музиката некако си најде спој. Кој ја слушна таа песма, онака се ежат, одма викат, леле, како Ајде ме веќе погодивте кога и слично. разговараме на оваа тема, би сакал да го запрашам, вие претпоставувам дека сте имали концерти надвор од Македонија. Да, Може би преку океанските земји. многу Преку концерти сме океанот имали. не. Или по Да. Европа Во сигурно. Европа Во многу Европа, да, концерти, да. многу. Да. Дали сте ја почувствувале таа носталгија за југо, за Македонија, за Како не, како како вие не, Како? живеете како не. Итека. целата таа македонска тага за Боби, својата поради тоа, татковина? ние сме тука во Македонија. Сите ја напрашуваат, леле, вие сте супер музичари, вие сте многу квалитетни, останете тука, многу пари ќе направите. Немој кам фала. Ние доаѓаме тука да ви ја покажеме Македонија и ние си се враќаме во нашата Македонија, која што најубавото место за живење во целиот свет, со најубавите услови, со најубавата клима И најубавото сонце. и најубавото сонце што јас секаде го Да, промовирам. колку и да звучи ова може би претенциозно, може Не, би не, некој не. со резерва ќе каже како Не. да не, ајде. Навистина сме имале можности. Еве прост пример. Ние сега Мојот можеме брат веднаш живее да во идеме. Германија. Значи мене ми е тамо втората куќа, така јас можам утре секој да момент. решам Одма можеме да сега да живееме живееме во во Германија, Германија, например. така? Ама не сакаме. Ова што Владко и јас, како Владко и јас си го имаме до сега, е навистина нешто што сме Кариерата. ние и тие некои Начинот на наши живење. привилегии и нашиот животен пат, јас навистина не би го дала за ништо друго. Ми се чини дека да имам можност повторно, може би само малку повеќе, може би некои места би ги коригирала, но повторно би ги Али тоа е тоа. живеела истиот Нема. живот. Да. Многу убаво. Убаво кажано. Апсолутно да. И затоа ние не можеме да издржиме повеќе од 2-3 недели, месец дена, викаме си одиме дома. Ние сакаме сонцето да си го видиме, нашето македонско сонце. Да си живееме со Боби, да се јавиме на една ракијичка, на едно Да, на мезенце. начин на кој што Не- ние го Нема врска практикуваме дали тоа, понеделник, да, вторник точно. или среда, нема да чекаме петок, сабота или не знам што. Значи нашиот менталитет е Нашиот специфичен. менталитет. апропо- Затоа и сите што доаѓаат од запад, нели, Фуере и сите, Фуере живеат до мене у Охрид. Така. Значи, се не влюби во случајно нашата тие земја. странци Сака да се бидат тука. врзуваат за нашата држава, затоа што навистина ова сонце, овие услови ги нема нигде на целиот свет. Да, баш како што Одлично. велам јас во песмата. Да, во песната. Одлично Таму кажано. небото не е посино, таму сонцето не грее посилно. Убаво кажано. И не Така гре. има, да, многу убави моменти. Публиката на нашите концерти надвор од Македонија, еве во Европа, во Германија, го памтам концертот во Герзенкирхе, во една дискотека каде што беше ју вечер практично. Ние настапувавме како представници на Македонија. Толку беа воодушевени, значи толку се тамо беше вечерта беа гости од цела бивша Југославија. Југославија во мало. Во ниту еден момент не почувствувавме дека во меѓувреме се случија војните, братоубилачки и сето она што ни се случи нам. Нема ништо од тоа, ние се сплотивме таа Таква вечер. енергија, толку љубов, толку осмеси на сите лица, приоѓање после до сите нас, Со тоа што поготово на нас. мора да кажеш како почна вечерта. Вечерта почна со тие некои турбо фолк и Добро, слично српски, не бидејќи знам имаш какви од сите све. земји, И босански Силви ми себек доаѓа, мене беше. вика, ние што ќе свириме овде? Ние знам. Јас се исплашив Ја малку, викам, бидејќи немој да викам се се- секираш ти. Да. Живеј. Ние што ќе свириме, Владко, викам највеќе што ќе правиме ние се Викам, овде. полека, уживај. И на Или крај што се заврши босански вечерта, сите двојке, доаѓа па кај српски нас, двојке. Бара автограми, кој сте ви, од каде сте, што сте? Ние кажаме, Но ние македонци излеговме, сме. но додека не им ја тоа е испеавме тоа. и зајди,
i Kale Така се Šanđo. заврши, и со Јано Мори, и со Кале Šanđo. I и со onaka, тоа. prvo od kolegite imaš onaka poklonuvanje, potom imaš cela redica na uge koji što saka da se fotografirat, da se zablagodarat. Бидејќи ние го имаме тој и југословенски репертоар, ги имаме и тие Од ретро ју, Апсолутно. ексју, ретро македонски. Значи ги вративме во едно Шлагерите преубаво време. сето тоа и Драган Покрај Јанковски, светските и Здравко хитови. Чолиш, и Дугме, Така. Да. и така да нема. вашето Тука што репертоар е и Зафирка наистина широк Джуманов, репертоар, одлично. и Бадев, и ти ги буниш едноставно луѓето. Но и Значи, Витни што се Хјустон, случува? и да не ги И набројувам, после и тоа Витни Бионсе, Хјустон и им сите даваш, и тие. Бионсе, и тие се збунети скроз. А сето тоа на едно високо професионално ниво. Сакав да ве прашам Затоа нешто што сега ние сме со болни уши, во знаеш контекстот дека на не овој се. разговор на оваа тема. Вие сте сепак навистина големи звезди во Македонија и ве знаат во нашето блиско соседство, претпоставувам. Секако Дали благодарам. за еден светски успех, па да кажем и поширок успех, да кажеме на Да. Балканот, е потребна повеќе среќа, повеќе желба да се направи такво нешто. Мислам дека вие го заслуживте тоа. И мислам дека Да. требаше да бидете попознати на Балканот. Еве, јас би сакала многу често, поготово моите од Србија ми го поставуваат тоа прашање. Па зашто вие не сте поприсутни на еве српските медиуми и слично? Да. Владко и јас почнувме во едно време, за несреќа тоа беше време кога Југославија се распадна. 90 и 91 беше време нели на Ангели Меносат и оваа сабота емисијата и ние ние почнавме на тој начин. Бевме на Месам, освоивме најдобри Сите награди, дебитанти. не знам што, Следната да. година повторно бевме на Месам, тоа беше веќе 91. Бевме на Будва, првиот Будва фест, бевме претеча на Будва фест беше Будва фест беше претеча на Сунчане скале, а претеча на Будва фест беше фестивалот во Валјево. Ние бевме на сите тие освоивме по една награда со композициите на Григор Копров. Потоа ја представувавме Македонија 91 беше, 92 во Бугарија на Веднаш чим се осамосталивме, Да, и тоа со нашето прво знаме, не ова сега што го имаме. првото знаме. Вирџината е Нашето. сред Бугарија, Да. со 3 биса, со жив настап сред Браво. фестивал. И со Тоа е, сат, мислам, навистина. час и пол концерт Силви Бенд. Во живо, Така да- со концертен клавир и глас, тоа беше Почнавме навистина ние, нешто. да кажем, и кариера надвор од нашата земја. Меѓутоа тогаш се случи тоа што се случи со нашата бивша Југославија. Бидејќи Владко и јас, за разлика од многуте наши колеги кои што почнаа многу млади, еве пример, Тоше колку имаше 15-16 години кога запеа прв пат. Па и Нашата Каролина Каролинче исто на имаше 11. 11 кога ја пееше Мамо, Мамо пушти ме. пушти ме. Ние кога ја пеевме Ангели Меносат, Владко и јас со по 26 години. Да. Значи, веќе од прилика Владко и јас бевме на прагот на оснивање на семејство. Да. Мене во тој момент, например, ми беше тоа страшно многу битно. Значи, Нам ни се, Ни да. дојде пријателина Така, тука. значи, во тие првите две Сакаме да си години, бидеме цело време Да. тука, Така, со така. бебето. првите 2 години имавме, значи, експанзија на тие настапи надвор, но кога се роди ќерката, мене ми беше навистина битно да го видам првиот Заби, првиот Чекори, да бидам јас тука кога крева температура и слично. И бевме тука, И верно. бевме константно тука и не пропуштивме ништо од неизиниот живот. Може би пропуштивме малку од таа кариера надвор, но мене Ништо не ми е страшно. жал воопшто, Ништо страшно. бидејќи сметам дека све во свое време не би сакала ни да трчам и да се нудам некаде, но доколку треба да се случи тоа, сосема сум сигурна дека ќе се случи тоа на вистински начин. Да. Во меѓувреме се случуваат тие концерти надвор и ти колеги од Србија, многу колеги кои што доаѓаат и гостуваат тука не знаат како музичари, бидејќи Владко и ја како продукциска куќа и организираме концерти. Организираме со многу уметници. И тоа се колеги кои што не респектираат исклучително бидејќи има увид во нашата се работа. гледа Дека украде вашата Владо продукција, Календе. вашата продукција ќе соработува со продукцијата Серафимовски. А зашто Зашто да да не? не? Ние наистина големи Серафимовски звезди проект, донесовме, така. мислам. Вако ти покрај тоа си баш што- свирена со големи звезди кои што е Здрако Чолич. Како не, со Чолич ја 7 години. Па, Пајта, не да украден. 7 години, 80-те Јадрка години. Стојаковиќ. Да. Така. Нема со кого, со Брена, со не знам кого немам соработувано на бившите ју простори. Колку среќата И до ден денес колку тоа среќата е постои. битен фактор за да се случи една успешна кариера?
да се поклопат звездите, среќата. Апсолутно, треба да се река. Постои Мислам многу дека е музичари кои не се неминовно. квалитетни, кои што едноставно имаат Имале среќна среќа, звезда да. направат кариери, Да. големи светски кариери. Апсолутно точно. Дали верувате во тоа дека среќата е многу битен момент? Е. Веруваме, да, Битен факт. апсолутно. Треба да се поклопат звездите, што би рекле. Покрај тоа што, како што рече ти, имало и неквалитетни па успеале. Али тоа мене Али не се не ми е одржале, многу например. интересно тоа. Интересно ми е кога некој е квалитетен и во возможност Господ срекнат звезда и прави голема кариера. И квалитет, и среќа и све. Тоа е според мене добитна комбинација. Добро, што случува со Open Gangnam Style? Да, Ете, значи тоа е среќен момент среќен момент. на светско ниво. Браво, Што не верувате? браво. Да, Некој сте значи, размислували вака, бидејќи почитувам, да. имате навистина светски саунд, Да. светски звук, Благодариме. светски имидж, да правите светска кариера. Да. Мислам дека Па можеби мислам полесно дека- да се направи светска кариера отколку се направи кариера Да. на еден, да кажеме, балканска кариера. Да. Сега се отворени сите простори за комуникација. Па сега преку со интернет. YouTube Точно, мислам дека може. Дали веќе сте Веќе- Може, можеби сте ние- размислували да направите? ние Имате имидж, некако- имате специфични се. Да. Многу и не караат пријателите заради тоа сме скромни. Ако ви кажам дека се уште ништо не сме поставиле ние самите на YouTube. Се Да, во фаза сме на нашата веб сега страна и почнуваме слично и ќе нешто ставиме као, веќе, да. све што е поставено е поставил некој друг. Да. Некој што е фан на некоја наша композиција или на некој наш настап и слично. Замислете, Некако пример, скромно, Ангели ме носат во едноставно. милиони 500.000 гледаности, а не сум ја поставил јас, некој што му се бендисала песмата. И тоа Ако некоја аудио официјално варијанта, ставиме- дури не ни снимка од некој Нема ни настап. спот, него. нема ништо, тоа е гледано во милион, 2, 3, 5, не знам. Може би требало да се размисли во тој правец, бидејќи Да. Владко и јас Права некако промоција е тоа. еве сега сме Ние сме сконцентрирани сконцентрирани за настапи, за Да, концерти, за секако, свирки, да, за да. и снимање. живот едноставно. Владко и јас, например, си изградивме убава куќа, си направивме наше студио, во меѓувреме патувавме со нашата ќерка и покажавме половина свет. Значи, живеевме баш онака убаво. Мислам, си пруживме бескрајно многу убави моменти во животот. Јас Да, сум но многу среќна интернетот заради еве тоа. сега дојде Но- до прав момент каде што можеме понатака новите композиции да ги промовираме, нели? Може и така, да, YouTube, зошто да интернет не? и англиски верзии и слично. Тоа сакам и- да кажам, треба можеби сега да се, Зашто да не? можеби некој менеджмент да се направи. Тоа во сакам тоа да смисла, прашам. Да. Колку менаџментот е битен за да се Како не е направи важен, да се многу е направи важен. една успешна музичка кариера. Без обзира на тоа што Да. вие имате продукција, меѓутоа мислам дека можеби недостасува екипа, тим кој што ќе Да, ги гура Екипа не работа. достасува за надвор. Покрај Така е. тоа што на Логистиката YouTube ти да ќе води. Сепак поставиш, Владко е да. тој кој што е, нели, и менаџер кај нас, Да. покрај тоа што е. Па за Македонија не треба менаџер, затоа што со тоа што нашата продукција успеа да донесе големи звезда од типот на Не да украдем Владо Калембер, Иван Босилчич, Риблја Чорба, Бора и тие да не ги набрајам понатаму, значи стигнаме као менаџмент до едно ниво завидно за македонски услови. Так. За понатака ќе побараме помош ние. Значи И после нема тука толку во години кариерата, контактите зашто не? со сите градови се ни се во рака Воспоставени, бидејќи така. да, Да. Јас секогаш. предлагам сега нашите гледачи нестрпливо очекуваат да ја проследат следната номера. Да, Уживаме може. малку во вашата музика. Па Пошто потоа еве, ќе продолжиме со да. разговор, не? Многу Тој е. работи спомнавме и субвенции и ова и она и патриотизмот и македонизмот, нели? Да. Па навистина со големо срце би ја најавил следната композиција, пошто навистина ќе ја пуштиме за прв пат во етерот. Ете, нашите гледачи На ќе имат прилика К3 значи да телевизија направат Комуновска. промотивно, Македонија. не? Се вика Македонија со полно срце, нека изгледат, нека уживаат во незе. На кој ќе му биде малку на К3 па и на YouTube, нека ја Така гледа, е. нека ужива. Со еден прекрасен текст, моја композиција, аранжманот мој, така. Нека уживаат. Ајде да уживаме Значи, малку. Силви Бенд и Македонија. Ајде, Силви Бенд. Бев млад и сакав повеќе. Знаев далеку тоа ќе ме однесе. Сакав светот на дланка да ми е. Се што немав стварност да постане. Но таму небото не посино, таму сонцето
саката. Почувствувам езерото кога ќе го спогледам. За среќата не се оди далеку, за неа е доволно само малку да сакаш и да те сите патишта дома да те враќат. Македонија, земјо најубава, за секогаш те носам јас во во радост и среќа твоите да ти се радуваат, во тага и макар и пријатели со тебе да тагуваат. Сонцето твое секој ден да те скорива и за вечност родната грудка да те покрива. Серафимовски шоу, моите прекрасни гости вечера, Сили Бенд и ова нумера која што навистина остава без, не знам, посебни емоции. Секој час. Ова е една порака до сите македонци, до оние што ја сакаат Македонија, да уживаат во ова песна. Јас верувам дека сите го чувствуваат истото за секој час и за текстот навистина добар, емоцијата е таа. Аранжманот нема никаква грешка. Благодарам. Феноменално. Ајде малку да поразговараме на темата проект Коштана, која што вие го работевте. Па би сакал малку на нашите гледачи да објасниме што како вашите импресии од целиот тој ангажман. Токму така, нашата конкретно кумановската публика имаше најмногу можност да се дружи со Коштана и со сето она што Коштана значи воопшто. И во Касапскиот круг, и во театарот, впрочем, бидејќи повтор пред 20 години за прв пат беше поставена Коштана во Антон Панов Струмичкиот театар со мене во главна улога. Владко беше задолжен за музиката во представата. Душан Наумовски ја режираше и господин Отилија Струмениковски, нашиот мој драг пријател, нашиот Чика Илија Газдамитке. Македонското глумилиште.
Ако не гледа, да го готовуваше. поздравиме, да Да го искористиме. поздравиме. Многу, со чека полно Илија, ве срце. сакаме. Така. Сакаме наистина. Се уште со нас, се уште играме. Пред 2 недели имавме последен настап на Коштана на Голема Богородица. Во Македонска каменица општина. На фантастичен Приемот од публиката беше фантастичен. Па имаше, Исклучително, не имаше знам, ужасно 10-15 многу хиляди луѓе. луѓе, тоа Да. беше фантазија, навистина. И Чекилија беше Презадоволни сме. извонреден, како и обично, ги крена на нозе сите. После Чика Илија го глумеше, го толкуваше ликот на Газда Митке во представата Коштана. После цели 17 години, тогашна директорка на Кумановскиот театар, гледајќи некое наше интервју каде што ја зборувам за Коштана, падна на идеја повторно да ја постави истата представа. Така се појави идејата. Повторно со мене во главната улога, така да повторно се постави. 2007 беше тоа, мислам. 2007, да. Повторно Чика Илија Струмениковски го толкува ликот на Газда Митке и повторно Владко ја работи музиката за представата. Значи Тоа беше не се едно случајни овие прекрасно Не се искуство. Значи долго ликот на Коштана, песните од представата тлеа, се соживеавме со, да не зборувам за тоа, имав прилика многу пати да го кажем, еве сега накратко, колку мене лично ликот на Коштана ми значи, бидејќи негде има допирни точки со мене самата и со мојот живот, бидејќи јас си потекнувам од околина на Врање, од Сурдулица, сум ромка и Се погодија пеам, што и е Коштана всушност во нејзиниот живот. Една ромка која што ги увеселува сите и во која што сите се влюбени. Тој дел не ни е истина. Па види сега, најголемите критичари од Југославија беа во Куманово 2007 и не случајно прогласија Силви за најдобрата Коштана на сите времиња. Браво. Може би и ликот, може би сум јас всушност отприлика вистинска Коштана, отприлика најблиску до Коштана која што Коштана од да, и по 21 ликот век. и по менталитетот, бидејќи сепак јас тие песми ги слушав од мојата баба, од мојата Али мајка. од прва Тоа е рака. нешто што ми е Што мене во длабоко корени. да, Ето во така. твоите корени, така. И јас не случајно, значи се поврзав многу со самиот лик на Коштана, го доживеав повторно како лична приказна, бидејќи повторно имаше и допирни точки со нашата љубовна приказна, со една голема разлика каде што мојот Стојан е се уште со мене. Стојан. Зборувам за Стојан од Коштана. Да. И иако во представата Коштана песмите се дадени, се изведуваат само како строфа или краток рефрен, Владко и јас, откако заврши проектот представата Коштана, се одлучивме како спомен, бидејќи не обележи доста. Јас дури го сметам тој како врхунец во нашата кариера, бидејќи тука е сега и актерството, тука е сега и театарска музика. Да. Сметам дека тоа навистина еден многу голем дел од нашата кариера, Голем предизвик, голем квалитет, предизвик, а бога ми и еден од најголемите успеси. И апропо ова што го кажа пред малце Владко во однос на критиките кои што ги добивме, така да одлучивме да направиме личен проект наш кој што ќе се вика песни од представата Коштана, каде што во самиот проект одат само песми, значи песми, али цели композиции изведени. Сите 17 сонгови што се во представата, со тоа што мене ми беше навистина жал, правише мюзикал песни од Коштана и сега да не го ставише Митке кој што е водечка улога во представата. Го ставиме со најубавите монолози. Митке со најубавите монолози, диалози помеѓу Митке и односно Коштана која што за прв пат се јавува покрај пејачкиот дел и го вметнавме актерскиот дел со најубавите монолози. Да. Така да тоа е всушност мюзикл. Да, и тоа е единствениот проект на бившите Ю простори што е поставен како мюзикал песми од Коштана, значи комплетните сонгови и најубавите монолози. Монолозите прават посебен сенс. Апсолутно, за тоа ги вметнавме. Баш ќе ви поклониме еден. Имаме и проектот ни е масовен, ние сме отприлика околу 40 луѓе на сцена. Може говорите македонски. Голема екипа. Голема екипа каде што културно-уметничко друштво е не само задолжено за кореографии, за играње на тие песни, туку имаат и улога на статисти, а богами и
актерска улога, бидејќи имаат реакции на глумата Коштана на Газда трчка низ Митке. сцената, па треба да ја поддржат, па Митке... Дијалозите помеѓу Газда Митке и Коштана се дијалози каде што реагираат и овие од културно-уметничко друштво, бидејќи се во улога на статисти. Така да тој изгледа прекрасно, има многу успех, трае веќе многу години, од 2007 Дали до наскоро денес. повторно ќе има гостување во Куманово, може би? Да, се назира Може би во нешто... Кратово или во Крива Паланка. Во Куманово бидејќи- игравме Како неколку не? пати. Како не? али се Да ги надам поздравиме дека ќе Кратовци, имаме Криво можност. Паланчани. Кратово сега е Во Крива моментот Паланка Кратово, игравме. го нема видено, во Паланка поминавме фантастично, Да. морам да го Да. поздравам и градоначалникот, каде што навистина имавме добар прием, навистина не можеме да си одиме после настапот, преубаво беше, народот се сплоти со Коштана и тоа едноставно... Бидејќи на крај ние одиме меѓу публика, И со тоа не нив сме можеше да заедно. заврши едноставно, бидејќи навистина прекрасно беше. А самиот мюзикл трае сат и 20 минути, кои што ќе ви пројдат како 10-15 минути, луѓето мислат уште има и уште, а самата Коштана влегува во публиката и тоа е едно прекрасно задоволство. Иначе во повеќето општини бевме, сега наред се Кратово, Ресен, тие Прилеп. Прилеп, Помалите Така. некои општини Неколку кои места каде ни што не остана. сме биле. Гевгелија. Во Македонска каменица бевме пред 2 недели, останува Виница да се пројде исто така, Кратово, како што кажавме, и тие неколку општини што остана, али навистина ово е невидено задоволство кое што Васко, слушам да те заслужува. прашам нешто. Како колега музичар, колку Да. за тебе е предизвик да работиш театарска музика и претпоставувам филмска музика? Ово и тоа е така голем пак, предизвик. Како музичар. Голем предизвик, голема Голема одговорност, одговорност. голема одговорност е и зашто да не би работел и тоа. Ова ми беше прво искуство на вистина. Мислам прво искуство, мое искуство, иначе со големиот композитор наш Лјупчо Константинов работевме заеднички повеќе музики за хрватскиот театар. Прошла За година македонскиот работевме театар, за црногорскиот театар, за Словенија работевме. Тоа се одлични искуства, нели? Тоа се искуства, проекти кои што траат со месеци, каде што И Лјупчо даш Константинов е исто дел од композитор кој што својата- доаѓа со ноти. Така. што Да, мене- и Слушувате во партитури? студиото кај мене се затвараме и знаеме кога ќе почнеме, а кога ќе завршиме не знаеме. Тоа може да трае, да си Во трае. зависност од инспирацијата, од моментот. И затоа јас сум толку влюбен во музиката и сакам да давам повеќе, а имам уште многу идеи. Прво во Силија, после во музика, така? Да, апсолутно тоа стои. А, не знам баш Таа дали е е мојата така. муза, иначе нема инспирација. Да се пошегуваме, нели? Да, секако. Јас А јас мислам дека е сериозно, дека сум прва. Па А, прво испадна се шега, сериозно. добро. Реков мојата муза, Така, да. која што ми дава инспирација. Така е. Па после Охридското езеро и сонцето што грее Не, над не, нас. прво е дела, па Така, да. потоа Добро, дела е над све. потоа Мислам, сме таа сите, е да. Од мојата вашата заедничка љубов. звезда, Да. Даница и нејзината баба што ме чува цело време над мене што седат. Кажавме за овој проект, не знам од режијата дали ја предлагам сега ако имаме нешто да Па погледнеме. да, после ова погледнеме мислам малку да дека- видиме што. И како ќе продолжиме? Да, а само да ви Се кажам коштаме. нешто, дека има некои Да. најави во Куманово повторно да дојдеме. Тоа сакам, да. Али добро, тоа нека знаат За луѓето тоа дека потоа. Ќе бидат ќе има информирани во многу секој случај. бизнисмени сакаат да не видат, па ќе биде нешто ќе направиме. Добро ќе направиме сега. Да, зашто да не? Силимент е тука за Секако. блиска дружба во секој случај. Тогаш режи одиме со Костана. Може Коштана. Милување и целивање, па да и гласите, са стесечиво се лепи, трепели. И на мене, како ме вревна срце ми пада. Тој песен стан да ми го поеш. Тој време, а тој време, не дојде. Sana duša, sana mori,
Немам зборови. Само едно ќе кажам, прекрасно направено, одлично одиграно. Секој чест. Честитки Фала. од мое лично име. Да, И благодарам. верувам дека ќе има уште многу вакви слични проекти кои што ќе браво. докажат и како актери, не само како музичари и пејачи. Како не? Па, види сега случајно е начина темата. Ние на крај сме со нашиот најнов Ма се албум. договоривте, не? Не, ништо не е договорено. Ова е спонтано, ништо не е договорено. Немаме сценарио, одиме во Немаме живо. сценарио. Одиме во живо, да. Имаме уште вокалите на 2-3 песни да ги доставиме и готови сме со нашиот најнов проект кој што ќе биде перформанс како Коштана. Не дека Коштана нема да има, Коштана има уште по општините, меѓутоа сега правиме еден нов перформанс со најубавите цигански романси од целиот свет. Тоа ќе биде нешто. Тоа е фантазија, фантастично. исто ќе одиме на ниво на општини и многу брзо ќе ве викаме и И ще вашата ќе биде вака со телевизија. многу луѓе на сцена, со... Ќе ни дојдете на промоција, наскоро во Секако, Скопје ќе ве секако. викаме. Серафимовски шоу сигурно доаѓа. Апсолутно, Со бујгом К3 дојдете телевизија, и така да. Да. заедно Ќе со ни биде Серафимовски драго. продукција, нели? Зашто да не? Сигурно. Така. Ќе бидете добро дојдени на нашата промоција. Па ние веќе полека сме при крајот на нашиот разговор и на вашето гостување во мојата прва Секако, емисија. да. За што сум ви искрено благодарен што дојдовте. Дали за крајот имате некоја порака до нашите гледачи, нешто да им препорачате, да им кажете, да им се обратите? Да им посакаме добро здрави, да се сакаат и почитуваат и да си имаат среќичка во животот. Да. Ваче, се Многу радуваат да се на мали сакаат, работи. многу да слушаат македонска музика, да си ја сакаат нашето поднебие, нашиот идентитет. Македонците се најаки луѓе во целиот свет да знаат. И точно и ова номера сега последната што ќе пуштиме, нека си уживаат, нека си го гледаат Охридското езеро. Тоа е пред точно година дена снимен спот, меѓутоа толку убаво изгледа, сите ме прашуваат кој е море и не знам што. Тоа е нашето Наше море, море. викам. така. Со тоа Македонско море. синево, со тоа сонце, со тие преубави плажи, со тоа Бисер на Македонија. с бисер на Македонија, со тој зрак на сонцето, тоа нигде го нема, само кај нас. Пред некој ден се вратив од Охрид, гледам многу Ето. туристи има странски. Има, многу ме радува тоа. Јас сум нели охриденец роден кој што живее во Скопје, нема врска тоа. Него ме радува тоа што како дете се сеќавам имаше туристи од целиот свет. Па имаше еден празен ход да кажам. Немаше туристи, нели се случија војни, не знам што и слично. И сега гледам Експанзија. експанзија. Се враќаат. Гледам холандски Многу, они многу. од Есхолете клубот што со скиење на вода, нели, со тие работи. Ги гледам германците, гледам енглези полно, турци Англичани многу. многу имаше, да. Многу. Гледам Кинези. турци многу, кинези, не од цел Одлично. свет. Сакат Да, едноставно има да го многу. видат бисерот. Не знам дали знаете, Охрид е нашиот бисер на вистина. Во Охрид има 365 цркви. Тоа ретко кој го знае. Секој ден од годината си има свој заштитник. Тоа не е Свој случајно. светец. Тоа е нашиот македонски Јерусалим. Така е. И со право викам, сум горд македонец и секогаш ќе ја промовирам нашата држава, не само тука, него и надвор, каде и да одиме во целиот свет. Одлично. На крајот да ви посакам успешна кариера, многу здравје Благодариме. на вашето семејство, да продолжите така, да ја представувате Македонија и надвор од Да. Македонија. А почитувани гледачи, на вас ви посакувам пријатна вечер. Верувам дека уживавте со програмата на К3 телевизија, со Боби Серафимовски, Серафимовски шоу. И поздрав до Студио Серафимовски едукативен центар, музичко едукативен центар кој што е генерален спонзор на оваа емисија. Пријатна вечер и останете со програмите на К3 телевизија. Ви спраќаме полно бакнежи со Бакнежи. бакнежи врели. Така, пак не живели за крај. Пак не живееле. Знам, веќе утро е, твојта преградка моја е постела. Усните врели, перница мека, допир од колевка. Да знам, веќе утро е, ноќта повторно за мене кратка е. Сонот твој нека подолго трае, љубовта сладка е. Само бакнежи врели ми дај.
tebe, site bakneži moji se za tebe. Srce to moje, čuka so tvoje, najmilo moje. Samo bakneži